Добар ден. Вие ги гледате вестите во 18 часот. Ова се настаните на денот. Заедно загинаа. А никој нема објаснување зошто. Погледнете ги ангелите тука. Имате ли вие деца, бе? Кочанската болка одекна и по скопските улици. Родителите на загинатите на протест бараат одговорност и одговори за трагедијата. Пратеници излегоа да ги сретнат пред парламентот. Тошковски ги прими во МВР. И јас сум гневен, и јас сум бесен. И моја душа плаче. Трагедијата во Кочани повод за втора интерпелација за Тошковски за 100 дена. Власта и опозицијата со меѓусебни обвинувања. Министерство со најголем број на скандали, каде што преовладуваа селективноста, неказнивоста. Тотално контрадикторни, тотално сте во хаос, а знам дека најголема кај вас е паниката. За таравари нема назад. На локалните избори ќе настапува со посебни советнички листи. Го чека Мицкоски за средба идната недела. Ние сме автономна партија, одлучуваме сами. На шара без автомобил. Од 2 мај ќе се наплаќа влез во националниот парк. Со транспаренти и слики од своите деца, семејствата на загинатите во дискотеката Пулс на протестен марш во Скопје бара одговори и одговорност за кочанската трагедија. Почна од обвинителството, а продолжија кон парламентот каде ги пречека и пратеници, за потоа да завршат во кабинетот на министерот Панче Тошковски. Маршот го следеше Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Држејќи ги в раце сликите на своите прерано починати деца во пожарот во Кочанската дискотека, семејствата на настраданите повторно побараа одговорност за трагедијата во која животот го загубија 62 лица, овој пат за прв пат во Скопје. Протестниот марш започна пред обвинителството, каде што се сретнаа со јавниот обвинител Љупчо Коцевски, кој како што информираат од обвинителството ги уверил дека истрагата е сеопфатна и се земаат предвид сите аспекти на евентуална одговорност за трагедијата. Маршот продолжи низ плоштад Македонија, а главните пораки родителите ги испратија од предсобранието. Никој нема објаснување зошто. Зошто загина за една вечер. Заедно сега почиваат. Заедно си дојдоа од Скопје и заедно загинаа. А никој нема објаснување зошто. Во името на корупцијата, на митото, на парата, нашите деца настрагаа пуни енергија. Кој мислил што ги очекува? 62 жртви на еднашка и 200 души повредени. Има ли некој да ни објасни нешто? Погледнете ги ангелите тука. Имате ли вие деца, бе? Надвор узурпатори на нашите институции! Надвор од државните институции! Парламентот е државна институција и таа припаѓа на сите овие луѓе. Надвор! Ома надвор, отказ! Откако неколку пати беа повикани на мирниот протест да им се придружат и пратениците, пред собранието излегоа пратеници на Левица и на СДСМ, а им се придружи и партискиот лидер Филипче. Ова излегување, сакам да знаете дека нема за цел да донесе некој политички поен. И нема? Не, само да ви кажам, сакам јас да ви кажам во име на сите. И тоа беше нашата дилема, секогаш за тоа како присуствуваме и дали воопшто имаме контакт со вас. Нема овде никаква желба за политизација. Ние сме на располагање да се бориме со сите инструменти како опозиција, да знаете. И вратата ви е секогаш отворена. На протестот Канал 5 телевизија беше обвината дека не известува редовно за протестите на семејствата на загинатите, што не е вистина. Информативната редакција, иако нема дописничка екипа, редовно испреќа своја екипа на секој протест во Кочани. Кај бевте тогаш дел од медиумите? Зошто сте селективни и вие? Канал 5 сега се овде, а некои ги немаше. Поводнеки ги немаше. Канал 5 беше во Ние сите мислиме дека има. Кочани? Кога? Вториот пат? Сега кога Вториот, да. А првиот пат кај бевте? Кај бевте претходно првите маршови кога почнаа? Бе, немаше. Од предсобранието, дел од родителите заминаа на средба со министерот Тошковски, кој ги покани во неговиот кабинет. Атмосферата беше тензична уште пред Министерството за внатрешни работи. Не знаете вие што значи да изгубите дете. Едночко е да го имате и да го изгубите, не знаете што значи. Значи се што си работил за своите 40 години што сум прекрампал буал со овие раци. Гледај какви се моите раци. Се за 2 секунди се ми пробав. Зашо јас си живеам? Да седнеме да разговараме, да трнеме политиката надобро.
да седнеме да разговараме за сите оние работи кои што ве интересираат. Спремен сум да одговорам не денеска, не вчера, цел ден, цела недела, цела година ако треба ќе збориме за она кој што треба да збориме. Еве ве поканувам, влезете внатре, не сакам од ова никаква политика. Не го работам ова за политика. Не ме интересира политика. Верувајте ми, од срце ви говорам. Во седиштето на МВР, родителите го прашаа зошто истрагата се води на селективен начин, но изразија и незадоволство дека не се притворени вистинските виновници за смртта на нивните деца. Тошковски пак ги уверуваше дека правда за случајот мора да има. И сите действија кои што ги превземавме за да го расветлиме овој случај. Не можеме да дозволиме овој процес да не го затвориме институционално. И ве разбирам дека имате огромен гнев и немате доверба. Не. И јас немам доверба. И јас сум немал доверба, верувајте ми. И јас сум немал доверба. И јас сум гневен, и јас сум бесен. И моја душа плаче. Маршот на семејствата на настраданите во пожарот во Кучани почна во 12 часот и 5 минути, како символика за задоцнетата реакција на институциите. Поранешниот министер за економија Крешник Бектеши останува во притвор, а екс-градоначалниците на Кочани Никол Чуилиев и Радко Димитровски во куќен притвор, откако апелацискиот суд во Штип ги одби нивните жалби како неосновани. Во притвор останува и поранешната државна секретарка во Министерството за економија Размена Чекич Дуровиќ, која ставила подпис на втората лиценца за вршење на угостителска дејност на дискотеката. Судот постапуваше по 8 жалби, од кои само една прифатена, каде мерката притвор е преиначена во куќен притвор и се определени мерки на предпазливост. Реагира од партијата на Бектеши. Од ДУИ велат, ова не е само двоен правен стандард, туку отворена политичка, етничка и партиска дискриминација, што представува навреда за секој граѓанин на Македонија. Иако сведоците и родителите на жртвите јасно ги имаат посочено вистинските виновници, само поранешниот министер Бектеши се уште се држи изолиран, за да се заштитат вистинските виновници, велат од ДУИ. А во Законодавниот дом по неколку часовна пауза поради протестите на родителите на загинатите од трагедијата во Кочани продолжи седницата, каде што како точка на дневен ред е интерпелацијата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Седницата ја следи Маја Стојановска. Маја, како продолжи и како се одвива седницата? Тања, да, како што кажете, по неколку часовна пауза започна и се уште трае расправата за интерпелацијата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, поднесена од пратеничката група на Левица, но веднаш на самиот старт од собраниската говорница од Левица упатија критики околу самото време траење на паузата, односно прашуваат зошто, иако паузата било најавено дека ќе трае 1 час, таа траела речиси 2,5 часа. Тие велат дека тоа било со цел расправата да се развлече и додава дека собранието не било должно да го чека Тошковски. Но од ВМРО ДПМН пак одговорија дека самото траење на паузата било од огромно важно, затоа што токму родителите кои што денеска беа овде во Скопје да го изразат својот револт за нивните починати деца, тоа можевме да го слушнеме и од прилогот на колешката Елизабета Дамјановска-Спасиновска, дека тоа било токму причината за да му се овозможи на Тошковски да има време да замине до МВР и таму да ги пречека родителите и да слушне што имаат да кажат, и дека Левица уште еднаш дури ова ситуација ја злоупотребува за собирање на политички поени. Па тука предлагам да видиме како изгледаше стартот на самата расправа. Прашањето е, зошто пауза од 1 час траеше 2 часа и 25 минути? Тоа е прашањето. Иначе никој не го спори останатото. Најмалку што очекував е почит од вас, а не политичко некрофилство на оваа тема. Затоа што, ако мислите дека требаше да го прекине состанокот со тие луѓе, без да ги сослуша и без да поразговара за тоа што го бараа денеска, е најмалку што може да се направи. Меѓутоа, што и да се очекува од вас, кој што на ваков ден сакате да печалите скромни, ситни, бедни, никакви политички поени.
Така расправата потоа продолжи со обвинување од страна на опозицијската СДСМ дека министерот Панче Тошковски работел и постапувал селективно во повеќе случаи, меѓутоа нагласувајќи нели трагедијата во Кочани, обвинија за непочитување на хиерархијата, како и двојни команди во министерството за време на неговиот мандат, што според нив таму довело во хаос. Потоа на ова реплицираше и министерот Тошковски. Тој вели дека не чувствува никаква одговорност, не се плаши и не бега од неа, бидејќи сите негови действија биле законски. Тој исто така повтори дека опозицијата во повеќе наврати се обидувала оваа трагедија и гневот на родителите да ги искористи за политички поени. Истото тоа го кажа и пратениците од ВМРО ДПМН на собраниската говорница. Исто така се обратија и пратениците од опозицијската ДУИ, кои што со слични критики како опозицијската СДСМ, кои што кажа дека Тошковски работел и постапувал селективно. Тие велат дека мета на истрагата биле токму албанците, а и на самиот почеток на расправата за интерпелацијата тие повторно кажа дека екс-министерот Крешник Бектеши од редовите на ДУИ бил притворен неоправдано и дека тие побара правда за него. Предлагам тука да ги слушнеме и нивните изјави. Постојат докази, постојат евиденции во Министерството за внатрешни работи кога кои полициски акции биле изведени. Ова ваше однесување дека светот почнува од вас е многу погубно за државата, ама и за вас самите. Секој еден македонски граѓанин има болка во душата и плаче за онаа трагична несреќа која што се случи. А вие сите до еден, кои што сте дел од ова сценарио за наводно разобличување на вистината, нека ви служи на чест. За да излезете овдека и да критикувате, треба да имате кредибилитет и како личности и како влада. Вашиот кредибилитет да критикувате ви го кажа граѓаните на последните избори. Денес тука сме не да правиме политички поени, туку да го крениме гласот во име на над 60 лица загинати. Во име на граѓаните кои нема повеќе да го слушат плачот на нивните деца. Така, инаку расправата за интерпелацијата на министерот Панче Тошковски започната негде од пладнивните часови, како што кажав, таа се уште трае. Инаку да напоменам дека ова не е прва интерпелација за Тошковски. Предходно таква иницијатива имаше поднесено ДУИ во јануари, меѓутоа таа интерпелација не помина, а сличен исход се очекува токму и денеска со оглед на тоа што во собранието нема мнозинство на гласови, но ние секако остануваме тука да проследиме што има да кажат и останатите пратеници кои што земаа збор, како и самото гласање, па повеќе детали најавувам во следното издание на Вести. Маја, ти благодарам, ние одиме со останатите информации. Европските интеграции да се темелат на заслуги и реформи со јасни критериуми. Ова е пораката која премиерот и председател на ВМРО ДПМН ја упати на Конгресот на Европската народна партија во Валенсија во Шпанија, каде што присуствува со партиска делегација. Our people, the proud Macedonian citizens I represent, have felt firsthand the weight of double standards. Standards that undermine trust, dampen enthusiasm, and risk weakening the very European spirit we champion. My nation has made significant sacrifices and reforms, firmly committed to our European path. Yet, repeatedly, we've witnessed shifting goalposts and additional conditions applied selectively, obscuring the transparency and fairness that Europe promises. This approach does not strengthen Europe. It weakens our collective credibility and diminishes our shared values.
За сега имаме сигурна одлука дека одиме со посебни советнички листи и тоа е одлука на партијата, од која нема враќање назад, вели министерот за здравство Арбен Таравари, кој е и лидер на едното крило на Алијанса за албанците. Тој даде и коментар за изјавата на министерот Николовски, кој оцени дека коалицијата на Таравари со ДУИ би било политичко самоубиство. Нема враќање назад од настап на локалните избори со посебни советнички листи. Арбен Таравари вели одлуката е конечна, иако како што потенцира, партијата останува отворена за диалог со сите политички партии. Таравари посочува дека е во редовна комуникација со Мицкоски и од ја исчекува најавената средба по завршувањето на службеното патување на премиерот. Штом се врати, ќе се видиме со него и ќе разговараме, инаку имаме комуникација редовна. Тоа што го кажал господинот Николовски, ја сите ги слушам, меѓутоа ние сме автономна партија, одлучуваме сами. За сега имаме сигурна одлука дека одиме со посебни советнички листи. И тоа е одлука на партијата и од тоа нема враќање назад. За сето друго сме подготвени и отворени да разговараме со сите во однос на локалните избори. Изјавата на Таравари следи по вчерашните пораки на подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски за 360 степени, каде неговата евентуална соработка со ДУИ ја оцени како политичко самоубиство. Јас сум го критикувал многу, можеби најмногу од постојнава влада, но тоа не го трга на страна фактот дека е политички искусен и не мислам дека е до толку, ај се обратно да кажам, наивен да влезе во соработка со ДУИ. Мислам дека малце и јавноста го поценува и не очекувам дека ќе направи чекор каде што политички би се самоубил. Би бил изненаден да покаже таква политичка наивност. Николовски изјави дека партијата и понатаму ќе се држи до ветувањето, дека ДУИ за време на нивниот мандат ќе остане во опозиција. Реакција денеска стигна и од Мала Речица. Изјавите на Николовски ги оценија како омраза кон ДУИ и кон албанците, кои како што велат, имале цел да создадат марионетска албанска структура под целосна контрола, мотивирана од геополитички, антиевропски и шовинистички цели. Македонија е пред епидемија со ситни сипаници поради нискиот степен на вакцинација со МРП вакцината. Според последниот извештај на Институтот за јавно здравје, вкупниот опфат на ниво на државата е 72%, а најниска вакцинација има во Куманово и во Кавадарци. Со повеќе детали од прилогот на Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. На Македонија и се заканува нова епидемија од ситни сипаници. Според последниот извештај на Институтот за јавно здравје, вкупниот опфат со МРП вакцина за целата држава е 72,7%. Под 70% е во Скопје, а најниска вакцинација против МРП е во Куманово 48,5% и Кавадарци 30,9%. Пат има и на ревакцинацијата со МРП вакцината. Вакцината МРП во дел од скопските општини е падната и под 60%, објаснува професорката по фармација и национален координатор за имунизација Александра Грозданова. Освен МРП, низок опфат има и со ХПВ вакцината, која освен девојчињата ја примаат и момчиња. Центар, Карпуш и Аеродром, каде што опфатот со оваа вакцина навистина не е многу низок, под 60-70%, она што е битно да се знае, и тоа не доведува во висок ризик од појава повторно на епидемија со морбили. Имаме затоа и општини во кои што во внатрешноста на Македонија, па дури и во некои скопски општини, каде што имаме и над 90% со истата вакцина. Од Здравствен дом Скопје најавија дека ќе бидат повикувани родителите со невакцинираните деца во пунктовите. Во 39 населени места, во сите градски и приградски општини на Скопје и околината во периодот од 29.4. до 9.5. Исто така од страна на екипите ќе бидат контактирани родителите за да доаѓаат во вакциналните пунктови. Представниците на СЗО и УНИЦЕФ во Македонија апелираат за правилно информирање за важноста на вакцините. Имавме голем успех со вакцинацијата, затоа што речиси го елиминиравме полиото, малите сипаници се целосно искоренети и децата се спасуваат со помош на ваквата имунизација.
Вакцините се важна алатка со која што може да се спречат животозагрозувачки болести и да се подобри животот. Во Македонија во 2019 година имаше епидемија на морбили. На 1000 луѓе беа заразени, а починаа 3 деца од компликации од морбили. Организацијата на потрошувачи предлага да се направи алатка за компаративна споредба на цените на производите. Од владата пак не ја исклучуваат можноста да има општа веб страница за цените. Заменик министерот за економија Маријан Ристевски вели дека доколку има ново покачување на цените по 1 мај, ќе има и нови мерки. Сандра Спасовска. Идната недела Министерството за економија ќе има појасна слика дали мерките за скалистото ограничување на бруто профитната маржа и ограничувањето на цените на дел од производите кои завршуваат утре ги дале посакуваните резултати. Заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски со предупредување до трговците доколку од 1 мај цените драстично се зголемат, ќе следат нови мерки. Во меѓувреме инспекторите од пазарен редовно вршат контроли и по однос на новата законска обврска за онлайн ценовници. Ристевски вели во 21 век цените треба да бидат јавно и транспарентно презентирани. Не се исклучува можноста да има општа веб страна за проверка на цените, но според надлежните потребно е да помине 1 месец од имплементацијата за да се согледаат резултатите. Колку се прегледни или не се прегледни, не можам да кажам сега. Тоа ќе го сублимираме после 1 месец од имплементацијата. Може би ќе одиме на, како да кажаме, на генерална и општа веб страна која ќе биде понудена понатаму или збирна информација која ќе дава подобри резултати да може транспарентно да ги контролираат граѓаните самите да ги контролираат цените на каде што ќе купуваат. До организацијата на потрошувачи поплаки од граѓани за новото законско решение засега велат нема. Оценуваат дека идејата за онлайн ценовници е добра, но според нив треба да се доразвива. Предлагаат да се направи алатка за компаративна споредба. Луѓето вака се бунат, некој има намера да купи 5 или 6 производи и сега треба во тие сите списоци на производи кои што ги објавуваат да ги бара баш тие производи, да оди од маркет во маркет, мислам, условно да оди онлайн, за да може да ги најде. Кога би имале една компаративна алатка, тоа многу брзо и сега со вештачката интелигенција секако би можело и побрзо да се развие. Во Министерството за економија финишира и методологијата за новата владина потрошувачка кошничка. Очекувањата се таа наскоро да се најде пред синдикатите и работодавачите во рамки на економско-социјалниот совет. Детали што се ќе биде вклучено во неа за сега не се откриваат, но Ристевски вели добро е што после толку години кошничката ќе изработува официјална институција и врз база на податоците ќе се креираат идните политики за заштита на стандардот на граѓаните. Од 2 мај Националниот парк Шарпланина започнува со систем за наплата на влез на моторни возила на територијата на паркот. Наплатата, како што велат, оттаму се однесува за сите посетители кои со возила се движат по дозволените патишта, а нема да се однесува за жителите на селата во рамките на паркот, сопствениците на приватни имоти и правните лица. Повеќе од прилогот на Јорданчо Цветановски. За влез во природа паричен надомест. Од 2 мај Националниот парк Шарпланина започнува со систем за наплата на влез на моторни возила на територијата на паркот. Доколку возите автомобил или мотор, ќе треба да платите 150 денари. 100 денари повеќе ќе ги чини превозниците на комбиња или минибуси до 20 седишта, додека пак 450 денари ќе треба да платат автобусите и тешките моторни возила. Оваа цена, како што соопшти од паркот, ќе важи за цел ден. Ослободени од наплата пак ќе бидат жителите на селата во рамките на паркот, сопствениците на приватните имоти и хотелските објекти. Тие се цени за целодневен престој, значи со една уплата ќе се однесува на еден календарски ден. За секој нареден ден треба да се испрати нова порака и стратегијата на институцијата е да се воведе овој систем само за загадувачите и корисниците кои што доаѓаат со моторни возила или оние кои што користат нешто од природата преку тарифник кој што е усвоен од владата. Системот за наплата, како што велат од паркот, ќе се развива во неколку фази, а првично истиот ќе важи само за недопрените предели на шара. Туристите пак кои одат до Попова шапка, за сега не се обврзани да платат влез. Вие како турист доаѓате за тоа што влегувате во национален парк да уживате во неговата убавина и повторно ќе кажам, очекуваме дека ќе дадете доброволен прилог
за заштита на Националниот парк Шарпланина. Во иднина секако дека нема да постои таа опција и обврската ќе биде регулирана со закон и процесирана преку Државниот инспекторат за животна средина. Во почетокот ќе важи во фази, ќе се развива најпрво длабоките делови на планината. Една од најголемите причини за воведување на наплата во паркот се возачите на 4 цикли, кои во неколку наврати ги уништуваа патеките низ планината. Пред неколку дена вработени во Националниот парк поставија дрвена заштита со цел да се спречи движењето на 4 циклите на целото Бозовце. Останете со Канал 5, следува само вистина, вечерва со Елизабета Галевска, ние се гледаме во вечерните вести. Пријатно.